Во ситуација кога земјоделците се оглушуваат на повиците на локалните фактори и екоактивисти да не се палат страништата и продолжуваат да ги горат сламата и другите остатоци од земјоделските култури, на одговорните им преостанува да бараат други мерки со кои ќе изастане на пат на оваа штетна појава. Во некои општини локалните власти организираат акцијешко собирање на така наречениот земјоделски отпад што дава резултати. Други пак применуваат конкретна мотивирачка мерка со своевиден откуп на земјоделски отпад во размена на соодветна количина вештачко ѓубриво. Токму овој практичен пример може да се примени во Кочанската котлина, бидејќи освен многобројните ефекти од непалењето на страништата за природата, за животната средина и за пошироката заедница, корист ќе имаат и самите земјоделци, бидејќи, на пример, за собрана слама од 100 килограми може да се добие 30 килограми вештачко ѓубриво. Од тука се поставува прашањето: можат ли општините во Кочанскиот регион да бидат едни од првите единици на локалната самоуправа кои ќе спроведат кампања за елиминирање на палењето на нивите и страништата и да покажат дека може да се намали загаденоста на воздухот, да се зачува плодноста на почвата, но и да се спречи ширењето на евентуални пожари кои неретко предизвикуваат материјални штети, а можат да загрозат и човечки животи. Покрај овие, многу брзо ќе следуваат и низа други позитивни придобивки кои можат да го променат животот во регионот.